од ДПМН за подобра Македонија во Карпош, начело со Сашо Лазаровски. Да не дозволиме на Јагно Лакуновска да ја бидат врзани рацете во Советот. Затоа што Карпош заслужува повеќе, многу повеќе. Ние ќе покажеме со дела. Дополнително ве повикувам да гласате и за најдобриот градоначалник на Скопје досега, господинот Коце Трајановски. Гласајте и за советничката листа на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија за град Скопје. За нови проекти и нови дела во нашиот главен град. За нови проекти и нови дела во нашата општина. Затоа што Карпош се сака со дела. Да живее Карпош! Да живее Скопје! Да живее Република Македонија! Да живее ВМРО ДПМН! Да сте ни живи и здрави! Ви благодарам! Драги пријатели, за дела е потребен тим на способни, честни и принципиелни луѓе. Ние имаме таков тим. Тим за победи и успеси. Луѓе кои ќе го предводат развојот и напредокот. Ги повикувам да ни се придружат на сцената луѓето кои ќе бидат дел од успехот. Дел од победата на овие локални избори. Ги повикувам кандидатите за советници на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија за општина Карпош. Јован Симоновски, Антоанета Штефанчич, Мато Гласновиќ, Наташа Антовска, Дејан Китанов, Јасмина Цветановска, Драги Тодосовски, Никола Србов, Светлана Пандиловска, Маријанче Митовски, Звонко Димитровски, Роберто Тошевски, Зоран Крстевски, Андријана Павловска, Тања Ристевска, Панче Стојановски, Давор Грче, Благоја Неделковски, Игорче Кузмановски, Даниела Штеријова, Цветанка Пајрактарова Мишевска, Емил Угриновски. Воедно на сцената ги повикувам и кандидатите за советници од советничката листа на град Скопје и ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија од општина Карпош. Бранко Лазаревски, Игор Лазаровски, Елена Зарковска, Борис Аговски, Анка Спасовска, Василка Китановиќ, Борче Ѓоргиевски, Ирена Мишевска. Еден огромен аплауз за личностите кои се одликуваат со честност, скромност и посветеност. Тимовите кои ќе не донесат до победа. На сцената го повикувам господинот Владо Поповски, носителот на советничката листа на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија на град Скопје. Почитувани, многу кратко, бидејќи многу се јасни резултатите на градот Скопје, само да споменам дека 7 булевари се направени за еден мандат, претходно само 2 постоја. Решено е на радикален начин собирањето на сметот и променете возниот парк на јавното сообраќајно предпријатие. За сите тие проекти кои што се реализира и за големиот број на многу значени идни проекти од програмата на градоначалникот за град Скопје, зад која стоиме и ние, членовите за Советот на град Скопје, неопходно е при гласањето да се гласа со една сразмера
и за градоначалникот, кандидатот за градоначалник господинот Косе Трајановски и за Советот на град Скопје. Тие две институции се меѓусебно поврзани. Решението го носат, одлуките ги носи Советот, градоначалникот со неговиот тим и администрацијата и со оперативата ги спроведува. Што значи не е можно да се оствари она што е програма за наредниот мандат доколку нема поддршка, доколку нема мнозинство на членови на Совет. Истото тоа важи и за општината Карпош. Поддржувајќи го кандидатот за градоначалник госпоѓата Јагнула Куновска, треба да се поддржи и Советот, кој што има улога на еден вид на парламент. Од тие причини, на 24 март, ве повикувам да гласате за бројот 4, тоа се за членовите на Совет на град Скопје и на општината Карпош, и за бројот 19 за градоначалникот на град Скопје господин Косе Трајановски и за госпоѓата Јагнула Куновска со број 19. Да сте живи и здрави, одиме на победа! На сцената го повикувам господинот Сашо Лазаровски, носителот на советничката листа на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија за општина Карпош. Добро вечер, бардовци! Добро вечер, ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија! Почитувани мои сограѓани бардовчани, јас доста често тука сум престојувал, сум доаѓал многу пати и како директор на водовод и канализација, и како претседател на општинскиот комитет Карпош, и како заменик министер, многу пати и со наши функционери, како што е директорот на катастер, заради решавање на некои проблеми со кои што вие се соочувавте и вие побаравте од мене. Денеска пак го посетив теренот, значи многу пати сум присутен меѓу граѓаните. Еден дел од Бардовци го поминав заедно со нашите представници од местниот комитет Бардовци. Одејќи така по улиците, ги видов плакатите на нашите против кандидати. На едниот плакатата пишуваше храбро, па си помислиш стварно е храбро да се кандидираш пак за градоначалник, кога 8 години си бил градоначалник и овде во Бардовци не си направил ништо, не си оставил, пошто може да препознаат граѓаните. Значи многу храбро е да дојдеш пак да го бараш гласот од истите овие граѓани. Понатаму продолжив на трансформаторот исто така до училиштето, го гледам овој другиот кандидат на СДСМ, Андреј Петров, тој напишал време. Не знам зашто е време кога од 96-та година па нааму 4 пати тие победуваат, те со Стевче, те он како градоначалник, те Саша Кузмановски беше од 96-та, мислам, градоначалник. Сега дошло време, до сега ништо не можеа да направат, не можеа да остават ништо за во Бардовци да се пофалат, па сега дошло време до тие тек сега пак ќе освојувале градоначалник, па ќе правеле нешто. Почитувани мои сограѓани, овие денови ќе ве посетат многу политичари, многу активисти од сите партии, значи од СДСМ и од оние на Стевчо од Српската партија и од кај нас. Ќе ви понудат многу програми, проекти, ќе ви разговараат што ќе направат во наредните 4 години, но јас сакам да ве предупредам и да ви порачам. Убаво да размислите, убаво да процените кој што ви нуди, кој што направи изминатиот период за сите вас и да не цените нас политичарите по делата и по сето она што сме го оставиле за сите вас. Значи, почитувани сограѓани, размислете убаво пред да излезете на избори за кого ќе го дадете вашиот глас и за кого ќе гласате, бидејќи сите од нас имаме по некое дело оставено зад нас и вие можете убаво да процените по тие дела која зборува вистината, а кој не ја зборува вистината. Кој дава лажни ветувања, кој ветува многу, а после ништо не остварува и за 4 години пак доаѓа да ветува, пак не остварува, а кој тоа што го ветува, целосно го остварува и потоа доаѓа со отчет да се отчете кај вас граѓаните по завршување на мандатот. Почитувани сограѓани, пред вас стоиме ние со гордо гренати глави, целата листа на советници за општина Карпош. Ова се луѓе кои што се докажаа во своите професии, луѓе кои што ќе го дадат својот збор,
кој ќе бета таа програма со која што одиме по вашите домови, утре пак ќе дојдат пред вас и со гордо грената глава ќе го побараат пак гласот за наредните локални избори. Затоа, почитувани сограѓани, на 24 март сите вие добро размислете, излезете и дајте го гласот за Јагнула Куновска, кандидатот на ВМРО ДПМНЕ за градоначалник на општина Карпош. Тоа нема да биде доволно. Ке треба и да го дадете и гласот за листата со бројот 4 на ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија, за да може Јагнула Куновска да ја спроведе целата програма која што ја даваме до вас. Значи без советот, без поддршката и гласовите на советниците, многу тешко оваа програма ќе можеме да реализираме. Затоа ве замолувам покрај неа да гласате и за оваа листа. Исто така ве замолувам да гласате и за градоначалникот на градот Скопје, господинот Коце Трајановски, кој овие години покажа дека е најдобриот градоначалник и градски татко кој го имала Република Македонија, не само градот Скопје. И исто така и неговата листа, листата со бројот 4, за да може и тој слободно да ја спроведе програмата која што вие сите ја добивате овие денови и до денот на избори ќе можете да ја имате во ваши раце. Ви благодарам и ве повикувам на 24 март да се собереме сите заедно и да ја прославиме победата во Карпош. Ви благодарам. Почитувани присутни, време е на сцената да се појави и човекот кој го направи Скопје модерен, убав, посакуван и европски град. Човекот кој вложи многу љубов, истрајност и напорна работа за да го смени комплетниот лик на главниот град и конечно да го исфрли од цивилото во кое се наоѓаше. Почитувани, го повикувам сегашниот и иден градоначалник на Скопје, господин Коце Трајановски. Добро вечер за Бардовци, добро вечер за Карпош, добро вечер за Скопје, добро вечер за ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија. Имаме чест вечерва меѓу нас да е потпредседателот на владата на Република Македонија и министр за финансии господин Зоран Ставревски. Најнапред би сакал да го поздравам кандидатот за градоначалник на општина Карпош, господјата Јагнула Куновска, носителот на советничката листа на град Скопје, господинот Владо Поповски, и носителот на советничката листа за општина Карпош, господинот Сашо Лазаревски. Исто така, највеќе би сакал да ве поздравам вас, граѓаните на Бардовци, кои што дојдовте вечерва да ни дадете поддршка и да ги слушнете нашите предлози. Почитувани жители на Бардовци, најнапред да ви се заблагодарам за довербата која што ми ја дадовте во 2009 година. Доверба со која што станав градоначалник на град Скопје. Изминативе 4 години, макотрпно и посветено, јас и мојот тим работевме на реализација на програмата со која што настапивме во 2009 година. Плод на таа макотрпна работа е овој извештај. Извештај за 4 години работење на градот Скопје. Ова е отчет кој што е даден пред граѓаните на градот Скопје. Тука се сите проекти со текст и со слики, за да ако некој не верува. Се што е завршено во градот Скопје, а не е малку. Тоа го гледаат сите. Некој велат, не мора многу да говориш, делата зборуваат за оние кои што работат и за оние кои што создаваат. Ете такви се од ВМРО ДПМНЕ не само во Скопје, секаде во Република Македонија. Оваа програма, овој отчет, исто така е направен и со помош на владата на Република Македонија. Заради тоа што сега имаме премиер, преседател на ВМРО ДПМНЕ, кој што многу се интересира за градот Скопје како никој премиер и преседател на владата досега. Неговите залагања и неговите резултати се видливи. Ќе го споменам само
проектот за замена на сите 316 автобуси за јавното сообраќајно предпријатие. Ете, така се сака Скопје, така се сака Република Македонија. Почитувани присутни, во градот Скопје, во општина Карпош, направи многу проекти кои што значење за општина Карпош. Јас ќе гледам да набројам само неколку од нив, нема сите да ги набројам. Ќе ги набројам оние кои што сметам дека се од значење за бардовци. А тоа е реконструкција и проширување на булеварот Илинден, кој што вие го користите. Проширување и реконструкција на булеварот Митрополит Теодоси Гологанов. Исто така реконструкција и проширување на булеварот Манапо. Исто го направивме, ја направивме пешачката патека овде значи од Бардовци кој се излегува во Злокучани, од раскрсницата па се до мостот на реката Лепенец. Работевме, исто така ќе работим и понатака за проект кој што е нов, а тоа е расчистување на реката Лепенец од сите оние кои што ја загадуваат реката Лепенец. Од овде па се до Косово. Веќе и во Косово државме неколку состаноци со градоначалниците на Косово. Лепенец ќе го направиме чиста река. Тоа е еден од нашите најглавни еколошки проекти. Исто така работевме на подобрување на собирање на сметот. Набавиме 60 на нови камиони. Исто така набавиме 60.000 канти за смет, во кој што поделивме и во Бардовци. Така да сега сметот се собира со модерни камиони и навремено. Она што е важно, што сакам да го потенцирам, е легализацијата. За прв пат преку владата на Република Македонија добивте можност да ги легализирате сите нелегални градби. Имавте помош и во областа на катастарот, кажа заменик министрот и носителот на советничката листа Сашо Лазаревски. И јас многу пати, заедно со него, заедно со останатите членови на ВМРО ДПМН и функционери, доаѓавме овде во Карпош да ви помогнеме во решавањето на вашите проблеми. Има еден проблем, кој што ќе го споменам, се работи за земјиште за црквата Свети Тројца. Бев еднаш тука и ми велат, градоначалник помогли, тука до нас земјиштето ни е земено од некој друг, да не кажам од кого, те молиме да ни помогнеш. Отидовме во Агенцијата за пасишта и веднаш ни го препиша, ургиравме го препиша, така да тоа земјиште веќе е на црквата Света Тројца, тоест веќе е ваше. Почитувани присутни, тоа се само дел од работите кои што ги завршивме од 2009 до сега. Дојдени сме вечерва да ја побараме вашата доверба за уште еден мандат за мене, за градоначалник на градот Скопје, да продолжиме со делата кои што сме ги замислиле во нашата изборна програма 2013-2017 година. Овде има проекти кои што навистина ќе го подобрат животот во градот Скопје. За конечно градот Скопје да биде вистинска метропола, онака како што заслужува Република Македонија. Тоа ќе го направиме доколку ни ја дадете вашата доверба. А да не бидам скромен, довербата ќе ја побараме да биде голема, да победиме уште во првиот круг, за да нема пазарење со други, за да можеме честно и посветено да го завршиме она што сме го замислиле во нашата изборна програма. Оние што нема да гласат во првиот круг, нема да има шанса во вториот круг, заради тоа што ние сме посветени и толку работа имаме завршено, толку проекти предвидено, да таа доверба ја очекуваме уште во првиот круг. И се надевам и сигурен сум дека Бардовци ќе ни даде поддршка за следниот мандат за реализација на нашите проекти. Во нашата изборна програма, она што е значено за Бардовци, предвидено е реконструкција и проширување на улицата Скупи од раскрсницата, значи од раскрсницата 8 септември па се до раскрсницата према влезот во Бардовци. Нормално доколку ги расчистиме имотно-правните односи. А уште оваа година ќе направиме раскрсницата кај Хубо маркет, за да можете да имате непречено движење према градот и од градот према Бардовци. Исто така, ќе продолжиме со реконструкцијата и проширување на булеварот Илинденска
реконструкција и проширување на булеварот Теодоси Гологанов. Се тоа проекти кои што се значајни за општина Карпош. И она што сакам да ви го ветам и што ќе се обидиме да го направиме, ви имате проблем со фекалната канализација. Ќе се обидиме преко јавното предпријатие Водовод и канализација да го превземеме менаџирањето со вашата фекална канализација, за да немате веќе проблем и со ова нешто со кое што надат да се содрувате. Затоа, почитувани присутни, ја бараме вашата доверба. Ја бараме вашата доверба и за председателот и за носителот на советничката листа на градот Скопје, за господинот Владо Поповски. Заради тоа што без советот нема да бидат реализирани сите овие проекти кои што ви се предвидени во оваа изборна програма. Треба да се донесат одлуки. Во спротивно ќе има многу пазарења, многу блокади. Се надевам дека кога ќе заокружувате за мене, за Коце Трајановски, подреден број 19, ќе заокружите и за Владо Поповски, за носителот на советничката листа, подреден број 4. Исто така, ве повикувам да гласате за господјата Јагнула Куновска, за кандидат за градоначалник на општина Карпош, подреден број 19. Заради тоа што оваа програма, она што се однесува за општина Карпош, нема да биде реализирано без поддршка на господјата Јагнула Куновска. Покрај нејзините проекти, таа е неопходно потребна и за реализација на нашите проекти. Се работи за човек кој што е докажан во својата професија, за човек кој што професионално работел досега, за човек кој што ја сака оваа функција, покажа во изминатиот период дека сака да биде со граѓаните, сака да ги слуша нивните проблеми, сака да ги реши вашите проблеми. И затоа, доколку сакате тие да се решаваат, ве повикувам на 24 март да ја дадете довербата на господја Јагнула Куновска и таа да биде идниот градоначалник на општина Карпош. За да може таа да ги реши вашите проблеми, за да може да реализира својата програма, потребно е мнозинство во Советот. Затоа ве повикувам да гласате за носителот на советничката листа на општина Карпош, за господинот Сашо Лазаревски, подреден број 4. Да живее Бардовци, да живее Карпош, да живее Скопје, да живее Република Македонија, да сте живи и здрави. Благодарам. Овие избори се референдум за тоа во каква општина сакаме да живееме. Во место каде проблемите не се решаваат и се препушта тие стихијно да се наталожуваат, или во општина каде секој потенцијал, секој атом од силата се користи да се направи што е можно повеќе за подобар живот на граѓаните. За такви дела потребни се способни луѓе. Ја повикувам на сцената да се приклучи жената која секогаш стои зад кажаниот збор, која секогаш е отворена за нови идеи и предлози од страна на граѓаните. Жена со визија, почит и огромна љубов за својата општина. Жена со неуморен дух и честност. Жена која гради и ќе гради дела. Кандидатот за градоначалник на општина Карпош, господја Јагнула Куновска. Повелете на сцената. Добро вечер, Бардовци. Добро вечер, граѓани на Бардовци. Уште неколку дена неделата од победата. Ние сите заедно ќе победиме. Оваа година ќе биде наша победничка година. Локалната самоуправа ќе биде наша. Ние ќе управуваме со општина Карпош. Ние ќе ги реализираме проектите кои што ги предвидовме. Ние не сме сами во оваа победничка кампања. Досега, секој ден со нас е вице-премиерот на владата на Република Македонија, министерот за финансии, господинот Зоран Ставревски. Со нас, почесто еве и вечерва, тука е сегашниот, идниот градоначалник,
на градот Скопје, господинот Коце Трајановски, со нас се сегашниот носител на листата на Советот на градот Скопје, господјата Мишева, со нас е и идниот носител на советничката листа на градот Скопје, господинот Владо Поповски. Што бараме повеќе? Ние сме свита победничка. Почитувани граѓани на Бардовци, вие со чест ја носите ова транспарента. Гордост на ВМРО ДПМН, местни комитет Бардовци. Знаете зошто? Зошто сте гордост на ВМРО? Затоа што сите овие години ја истрпевте тортурата на Стефче. Не подклекнавте на неговите манипулации. Тој не успеа да ве купи за ситни пари. Вие не станавте негови поданици. Ќе ја добиеме власта, сето тоа ќе ви биде вратено. Почитувани граѓани на Бардовци, ние се состанувавме повеќе пати. Разговаравме за вашите потреби, за вашите проблеми. Дел од тие потреби, проблеми, поидовно ќе ги реализираме пак заедно, како што велам. Од буџетот на општината Карпош, дел во соработка со нашиот градоначалник на градот Скопје, господинот Коце Трајановски, дел од проектите ќе бидат реализирани во соработка со владата на Република Македонија, предводена од премиерот, нашиот председател на ВМРО ДПМН, господинот Никола Груевски. Ете зошто сме ние силни. Затоа што сме заедно. Затоа што сите сме за нови идеи и сите сме за нови дела. Почитувани граѓани, дел од вашите проблеми и потреби се вградени во оваа програма. Така, например, предвидена е изградба на економска зона тука во Бардовци. Местото не е определено. На оваа широчина ќе се определи место кога ќе добиеме локалната самоуправа и кога деталниот урбанистички план ќе го имаме во своји раце. Ние заедно ќе одредиме каде може да биде лоцирана таа економска зона, но во секој случај таа ќе биде лоцирана близу пругата и обиколницата на сообраќајната обиколница околу градот Скопје. Тоа е најповолно место. Знаете зошто ја предвидовме таа економска зона токму тука? За да се отворат работни места, за да нашите млади, кои што со години чекаат милост од Стефче, да бидат вработени, конечно да добијат работно место, да имаат свој личен доход, да засниваат своји семејства, да се радуваме во Бардовци да се раѓаат многу деца. Онај ден кога прошетат по Бардовци и кога ги видов конаците на Хавзи Пашините конаци, така да не го сгрешам името, јас се одушевив и се прашав, зошто до сега оваа крепост на минатото не е реконструирана? Таа е личотија не само за Бардовци, не само за Скопје, за цела Македонија. Ние тоа ќе го сториме, ќе ја реконструираме, внатре ќе ја обогатиме со соодветни објекти кои што ќе значат подем не само туристички, туку и економски во поглед на занаетите, развивањето, купопродавањето. Со таа цел ние на патот Злокуќани Бардовци по ваш предлог предвидовме зелено пазарче, локално, бидејќи се жалевте да има дел производители имаат стока која што не можат каде да ја пласираат, односно дека тоа пазарче е диво формирано. Нема да биде во иднина диво, затоа што ќе има и регулирано паркинг места каде што граѓаните пристојно ќе можат да застанат, да ја продаваат својата роба и пристојно да дојдат луѓе да купуваат роба што им е потребна. За младите во Бардовци предвидовме реконструкција на сала во основното училиште Аврам Писевски.
Тоа беше потребно, тоа беше на повеќе пати истакнувано од вас, почитувани граѓани на Бардовци. Предвидовме да се реконструира, реновира, обогати спортско-рекреативниот центар во Бардовци. Така, предвидена е изградба на трибини со гардероби на фудбалското игралиште, реконструкција на кошаркашкото игралиште со нова подлога и кошови, реконструкција на ракометното игралиште со нова подлога и кошеви. И да ви кажам, рок на изградба е 2013-2014, односно дел од нив до 2006 година према зафатот. А парите ќе бидат обезбедени од богатиот буџет на општината Карпош. И уште нешто, јас сум женско, но вие сите помладите тука и возрастните, бога ми, изјавивте желба да дадиме ете така една помош на фудбалскиот клуб Лепенец од Бардовци. Да живее фудбалскиот клуб, кој што јас многу не се разбирам во фудбал, но ние ќе го поддржиме. Ќе му помогнеме да биде меѓу најдобро опремените клубови, најдобри играчи да играат и да добиете клуб со кој што ќе се прочуете не само во Скопје, туку во Македонија. Исто така, побаравте, ние предвидовме во проектот, а изградбата ќе биде од парите на буџетот на општината Карпош, уредување и изградба на типско детско игралиште. На кое место, јас не можам да ви кажам тоа. Тоа пак ќе се очекува од самите граѓани да посочат каде ќе биде. Сакам да кажам, како што нагласив, оваа година ќе биде победничка година. Што мислите ноември месец, како ќе ја славиме ние манифестацијата Бардовска зелка? Дали овие 10 години ја славевте како што очекувам помпесно да биде оваа година? Ќе направиме манифестација која што ќе се чуе во Македонија. И уште еднаш ќе потврдиме дека Бардовци има најдобра зелка во светот. Почитувани, нешто и за земјоделието со субвенции, ќе се обезбедат проекти за дупчење и наводнување на земјоделски површини и дворови. На тој начин, не само земјиштето кое што е плодно ќе се наводнува, туку ќе се овозможи и дворовите, кои што досега се наводнуваја со од чешма, како се вели водата од пиење, да бидат наводнувани со индустријска вода. Ова е само дел појдовно од тоа што имаме намера да го направиме. А најважно е дека во Бардовци ќе се отвори шанса за нови работни места, за нов подем економски, што мене посебно ми е мило за ова младеж која сите месеци кога доаѓав ја гледав подскисната, ја гледав како очекува нешто да се направи за неа, како не е стрплива и вели, ние со години чекаме ВМРО да добие затоа што во тешка ситуација не фрли нас Стефче со тоа што не дојде, ниту да не види и секогаш ако нешто побараме, бегајте вели вие не гласавте за мене. Затоа, почитувани граѓани на Бардовци, јас барам на 24 овај месец да излезете сите на гласање. Да гласате за мене, да бидам иден градоначалник на општина Карпош. Да гласате за Саше Лазаревски, да биде носител на советничката листа во Советот на општината Карпош. Да гласате за човекот со кого што ќе спроведуваме дел од проектите предвидени во неговата програма и во мојата програма. Тоа е досегашниот и идниот градоначалник на градот Скопје, господинот Коце Трајановски. Да гласате за советничката листа, предводена од господинот Владо Поповски, за Советот на градот Скопје. Да гласаме и да се изгласаме
и да се видиме како победници и напред да тргнеме кон победа и нови дела. Ви благодарам. Последен кој ќе ни се обрати вечерва е човекот од кој секојдневно добиваме огромна поддршка. Заменик председателот на владата на Република Македонија, министер за финансии и координатор на општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Карпош. Човекот кој ни покажува како се работи со дела, господинот Зоран Ставрески. Министре, повелете. Значи, како што кажа Јагнула, последна година име заев со манифестацијава за Карневалов, Струмички на Маријан Ристевски со Прочка. Од година најзначајна манифестација Бардовската сделка овде. Добро вечер, победничко Бардовци. Добро вечер за гордоста на ВМРО Месен комитет Бардовци. Добро вечер за најголемата политичка сила во Република Македонија, ВМРО-ДПМНЕ. И за коалицијата за подобра Македонија. Почитувани граѓани на Бардовци, наследниве локални избори не се решава ни НАТО, ни ЕУ, ни крупни прашања, се решаваат многу значајни прашања за животот на граѓаните на општините во Република Македонија, на населените места, вклучително и на Бардовци. Затоа е многу важно да направите правилен избор. А за да направите правилен избор треба да имате две работи во ум. Прво, кој човек, со какви квалитети е човекот, со какво минато е човекот, што ќе му ја дадете довербата да биде градоначалник на општината Карпош, и второ, со каква програма и проекти тој се нуди пред вас. Тука имаме доста чиста ситуација во Карпош. Од тројцата кандидати што се во конкуренција, двајца беа веќе градоначалници на Карпош. Тоа се Стефче и Андреј, и фала му на Бога, не треба многу ние да зборуваме за нив. Самите доволности зборуваат за себе. Ако ги гледавте завчера на дуелот што го имаат, толку се испоплукаа и толку се испонавредија што не треба друг да каже ништо за нив. Од предавник до Кодош, до Кукавица, кој прв го напуштил кормилото на општината, кој втор, тоа беше борбата да се убедат. Ниту за проекти, ниту за граѓани им текна да кажат што направиле. Стефче се знае зошто го запушта Бардовци, тоа тој јавно го кажува. Вели, губам во Бардовци и не ме интересира Бардовци. Тоа му е политиката за Бардовци. Епа, Стефче, ќе губиш во Бардовци и понатака и уште поубедливо ќе го губиш Бардовци со таков однос кон граѓаните. Стефче покрај другото во изминатиот период не за Бардовци што не направи, туку и за цел Карпош не направи ништо. Иако за конкуренцијата во СДСМ велат, ама добро, па не е толку лош. Ама добро, тој можда не е во СДСМ лош, односно во таа конкуренција на нивни градоначалници. Ама ајде да го споредиме Стефче и што се случи со општина Карпош, со еден Коце Трајановски со Скопје, со Ивица Коневски во аеродром, со Владимир Тодоровиќ, со Тони Трајковски во Газибава, со сите наши градоначалници, па да видиме колку вреди Стефче и што направи и со какви проекти. Второ, Стефче како човек се покажа прилично нестабилен во односите со општината Карпош, а и со политичките партии. Има еден човек во Република Македонија што го има излажено и Бранко, пошто Бранко сите други ги има излажено и ги лаже во СДСМ, ама Стефче пофакман и од него и него го излажа. Па сега кога на 16 кога беше ова за вечерта, нели се бркаа по кафани за да најдат печат, што правеа, не знам, на крајот стигнала порака од некого со поздрав до Стефче, кај што му го честитаат тоа што се кандидирал за градоначалник со песната "Ко те има, тај те нема". Па се смета дека или Бранко му го пратил ова или некој симпатизер на СДСМ, пошто никој не знае со кого е Стефче и против кого е. Другиот пак против кандидат Андреј Петров, како да каже човек за него, беше градоначалник, ама е ни ќар ни зијан со него. Нити не знаеш ни по што да го запамтиш, нити нешто направи, нити не направи.
цело време е некаде по високиве кругови во политикава, ама да запамтиш од две реченици не можеш повеќе, а од дела па ниедно нема. И тој, замислете, прво што направи е, кога го кандидира за градоначалник, можда и од страф, можда и од фрустрација, прво се нафрли на Јагнула со навредлива реченица дека била Јагнула возрастна, немала доволно енергија. Па Јагнула ја видовте вечера што има енергија, во Заби може да го крене Андреј Петров, да го прошета низ општина Карпош и да го врати на почетно место. Затоа да не им се мислиме ич да ги оставиме нив, ако сакате вие, граѓаните на Бардовци и општо граѓаните на општина Карпош, да ја води општината Стефче како досега што ја водел, гласајте си за него. Ако сакате Андре да ја води како што ја водел, гласајте за него. Ако се сеќавате на некој проект, нешто што е направено за Бардовци добро, гласајте за нив. Но јас би рекол како што работи Бранко, така работи Андреј, така работи Стефче, така работат сите. Па и кај нас е така, нели? Како што работи Никола Груевски, така работи Коце Трајановски, така ќе работи Јагнула Куновска. Тоа е нашиот стил на работа. Второто што реков дека е битно е програмата. И тука, почитувани жители на Бардовци, подценувачки е односот на кандидатот на Социјалдемократскиот сојуз, Андреј Петров, кој што на 10 дена пред избори уште немаше програма. Па Јагнула едно 10 пати го подсети дека не можеш на избори да одиш без програма. И на крајот подготви едно книџуле мало со неколку страници текст и го донесе на Јагнула да го видела, како да треба Јагнула да гласа за него, а не граѓаните пред нив да го презентира. И Јагнула на 4 страни текст на програмата на Андреј Петров му даде 10 страни забелешки, наши проекти, кои што се содржани во незината програма. Тоа е програма со месеци што ја подготвуваше сама. Прво со средби со граѓаните, со идеи од граѓаните, со проблемите на граѓаните. Јас подготви програмата, меѓутоа рече, јас оваа програма ќе ја дадам, но сакам да направам нешто повеќе од ова, што можам со буџетот на општина Карпош да го направам. Што може повеќе да направам? И прво отиде кај Коце Трајановски. Разговараа за тоа колку градот Скопје може да помогне за некои покрупни, поважни, финансиски поголеми проблеми и позначајни проекти, и тогаш Коце и даде дополнителни предлози каде градот Скопје може да помогне и тие се вклучени во незината програма. На крајот дојдоа и кај мене и се консултиравме од буџетот што може да се направи за да направиме уште повеќе и да бидат проектите во поголем број. И тоа го напишавме на хартија и тука се ставени прецизни рокови и ставени се финансиски средства колку треба и од каде ќе се обезбедат. Значи со месеци работевме на програмата, со рокови, со буџетски средства, со пари од каде ќе се обезбедат и со одговорност кој ќе го работи тоа. Така работиме ние и така се создава сериозна програма, а не како нашите политички конкуренти. И сега замислете Стефче, кој што за мандатот што го имаше од 4 години последнива и пред тоа еден период од 2003, вкупно нема 2 проекти во Бардовци направено, сега наброил 14 проекти, кои што веројатно ни тој не знае од кај му дошле и никогаш нема да ги реализира нормално. Андреј Петров па напишал 3-4 од кога виде што имаме ние ставено. Затоа вие добро слушнавте што Јагнула нуди. И вие добро знаете како работи ВМРО ДПМНЕ. Ако Јагнула Куновска вети пред толку граѓани дека ќе има индустријска зона во Бардовци, каде што ќе има нови компании и работни места, ВМРО ДПМНЕ ќе го исполни тоа и Јагнула мора да го исполни тоа. Така работивме и досега и така ќе работиме. Така се и сите други проекти. Не сме градоначалник, кандидат за градоначалник од ВМРО ДПМНЕ да вети, а да не исполни. Ние мора внимателно да ветуваме што ќе направиме. Не сакаме да ги лажеме луѓето. Не сакаме да ветиме дека сите ваши проблеми ќе ги решиме. Бегајте подалеку од луѓе како Стефче, како Андреј што ветуваат се и се што. Андреј шета од општина, од населба во населба и на СМС порака ќе му пишат што е проблемот во таа населба и тој тоа го изјавува на медиуми. Ова ќе го решиме тука. А нити негде пресметал колку пари е, нити кажува како ќе го направи тоа. Затоа бегајте од такви луѓе што ветуваат се и се што. Држете се до луѓе што се домаќини.
Луѓе што покажале дека кога ќе ветат, зборот им вреди. Луѓе кои што можат да дојдат после година, две, да ве погледнат во очи и да речат да, ова го ветив и го исполнив. Не, ова не го ветив и не можам да го направам. Тоа е почесно да им се каже на луѓето, отколку да им се ветува се и се што. И вие видовте како работи ВМРО ДПМН. Не треба јас да зборувам многу, го имате сведокот тука. Коце Трајановски е олицетворението на ВМРО ДПМН, на градоначалниците на ВМРО ДПМН. Такви градоначалници нудиме ние и такви луѓе. И затоа ве повикувам на 24 март, кој ќе дојде денот за изборите, да излезете уште рано са бајле и вие, и вашите роднини, и пријателите, и семејствата, и сите жители на Бардовци. И да го дадете вашиот глас на начин кој што е најмудар, како што народот знае. На начин кој што ќе даде предност, односно ќе им даде доверба на луѓето, кои што не со зборови пред вас излегуваат и ветуваат се и се што. Бидејќи политичарите имаат обичај да ветат се и се што. Верувајте само на делата. Кој што направил од нас кога сме имале шанса да направиме за вас? Што направил Никола Груевски, што направил Коце Трајановски, Зоран Ставрески или Јагнула Куновска и што направиле нашите политички конкуренти од СДСМ за жителите на Република Македонија и за Карпош. И така дајте го својот глас. Вие сте мудри луѓе, јас сум убеден ке знаете добро да го процените тоа. Затоа очекувам и понатаму Бардовци да остане бастион на ВМРО ДПМН за победа во Карпош. Да сте здрави и живи, да има здравје во семејствата пред се. Да живее Бардовци и Карпош, да има подобри денови за земјоделието и за инвестиции и за работни места и за инфраструктурни прашања и за се она што се ваши проблеми, но и наши проблеми, да решаваме се што можеме да решиме. Да ја дадете довербата за советничката листа на ВМРО ДПМН што ја предводи заменик министерот Сашо Лазаревски. Да ја дадете вашата доверба за советничката листа што ја предводи за град Скопје професорот Владо Поповски. И да ја дадете довербата, се разбира, за кандидатот за градоначалник на град Скопје Коце Трајановски и кандидатот за градоначалник на општина Карпош Јагнула Куновска. Да живее ВМРО ДПМН, да живее Република Македонија и да ни е вечна. Победа! За неа уште треба многу да направиме. За мојот град се вели дека има душа, сега и подобар ли. Многу ова тешко време на нашата земја и јас и ти сме се уште потребни. Нашата земја заслужува да ја чуваме гордоста. Градовите и во селата, да ни изведеме делата. Нашиот народ заслужува да каже што му се допаѓа. Градовите и во селата, да ни изведеме делата. А знаеш и ти, кој работи често домакински. Ветено е, сторено е, дневниот збор дел од ето време. Ние ја сакаме земјата, со дела и напор на
završila.